Нема човек што ја сака кошарката, а да не чул или да не го знае Марин Докузовски, спортската легенда, таткото на македонската кошарка, како што го нарекуваат. Со кошарката е повеќе децении како активен играч, а по завршувањето на играчката кариера, Докузовски несебично го пренесува своето знаење и вештини на неговите наследници. За своите почетоци, но и младинските денови, со носталгија се сеќава, а со многу љубов раскажува за неговото училиште, некогашно 29 ноември, денес Војдан Чернодрински. Оно што е многу важно, вели тој, општината да вложува во младите и спортот, како тоа што го прави нашиот Карпош. Училиштето 29 ова сега Војдан Чернодрински, баш гледам дека е вложено тука надвор, се инвестирало еве салва, ја гледам реновирана, не е тоа исто, значи тоа е нешто што треба да продолжи и верувам дека дури сега ќе почнат пак да излегуваат спортисти, затоа што знаете во еден период малку спортот ни беше на пониски гранки, меѓутоа сега гледам дека со ова инвестирање, со ова вложување, дека спортот ќе биде пак на многу завидно ниво. Општина Карпош по повод 42-тиот роден ден му додели признание заслужен граѓанин, на што тој е многу горд и благодарен за укажаната чест. Па прво јас роден сум тука во општинава Карпош, тука екзистирам и ден денеска, цел мој живот сум тука и нема поголемо признание за еден човек да добие признание баш од општината каде што е роден и каде што живее. Сигурно дека многу други луѓе исто така имаат придонесено и дадено во спортот. Јас знам многу спортисти кои што се тука родени и кои што екзистирале тука и кои што допринеле многу за спортот во општината и затоа за мене е посебно признание што токму мене ме избраа за заслужен граѓанин. А за да станете еден добар спортист, треба сите ние сме потекнале баш од тука, од ова училиште или од некое друго училиште од општината. И мислам дека општината вложува, но треба се уште повеќе да се вложува, затоа што како што гледате и сами, спортот е тој кој што нашата држава ја презентира надвори. Најголема реклама за една држава сепак е спортот, затоа што еве ако се сеќавате и на европски првенства и на ракомет и на кошарка, името Македонија не знам колку пати се спомнувало. Општина Карпош да продолжи со вложувањето во спортот доколку сакаме спортска и квалитетна младина, која ќе биде наш амбасадор во светот. Потенцијалот постои, треба само да го искористиме, истакна Докузовски. За да се развива спортот, за да има врвни спортисти, мора да имате голем квантитет, мора да има многу спортисти за да може да одберете квалитетни. Проблемот кај нас беше што тоа што нема доволно бројна сали на игралишта од каде што ќе излегуваат тие деца кај што ќе се забавуваат и од тие деца вие да изберете да станат врвни спортисти, треба многу повеќе да се уложува во спортот. Мислам дека во Македонија генерално зборам дека се уште не е тоа на високо ниво како што е во многу поразвиените европски земји. Имаме ли барем талентирани деца во Карпош, во Скопје, во Македонија? Па кажав ви преска во Карпош излегле многу врвни спортисти. Ние имаме таленти, само што треба во нив да се вложува. А вложуваме ли? Па мислам дека вложуваме недоволно. Треба многу повеќе да се вложува доколку сакаме да имаме врвни спортисти, затоа што врвниот спорт бара навистина сепак подобри услови. Институциите кои се надлежни за спортот во Македонија имаат ли слух за ваквите работи? Дали вие како спортски работници сте комуницирале, едноставно сте давале предлози, сугестии, има ли кој да ги чуе тие предлози? Па знаете, кај нас морам да признам дека порано многу по-малку се има слух и политички структури и општините и владата и сите, меѓутоа како поминува времето се надевам сега дека ќе полека почнува да се менуваат работите и дека ќе почне многу повеќе да се улага во спортот. Кажав и преска, спортот е амбасадор на нашата земја и преку спортот се развиваат и младите и дека многу е подобро да се инвестира во спортот колку во други работи. И на самиот крај рековме, тука сте родени, го поминавте основното образование, живеете, би го менувале ли Карпош со некое друго место на живење? Еве конкретно за во Скопје. Па видите, јас сум тука роден, јас и како тренер работев и во странство и едва и чекав да се вратам тука, така да тука сум роден, тука е моето обкружување, тука се моите пријатели и сигурно дека никогаш не би сакал да го променам моето место на живење.